На земјоделците во Македонија ќе им треба трпение од 2 години за да дознаат точно кои култури најдобро успеваат на земјиштето кое го обработуваат. На колкав период е димензиониран проектот на Министерството за земјоделство во соработка со Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации, кој има за цел да го реорганизира земјоделското производство според почвено-климатските услови. Земјоделските производители и потенцијалните инвеститори немаат информации и индикатори за тоа кои култури, сорти и семења најдобро успеваат во производните реони. Еден од главните предуслови за зголемување на преносите и подобрување на квалитетот на производот е обезбедувањето правилни информации за подобноста за одгледувањето на одредени земјоделски култури и сорти по производни региони во државата. Овие информации во голема мерка ќе ги намалат погрешните инвестиции и ќе послужат за одредување идни насоки во кој правец треба да се адаптира нашето земјоделство во однос на климатските промени. Во Кочанската котлина најзначајно ќе биде утврдувањето на квалитетот на почвата во сферата на оризопроизводството. Особено од аспект на употребата на семенски материјал, кој е многу значаен за остварување на повисоки приноси и подобар квалитет. Од испитувањето на почвата се очекува да даде одговор и на прашањето со какви квалитативни својства располага таа, особено ако се имаат во предвид нарушувањата поради долгогодишно монокултурно производство, палење на стрништа и уништување на хумусот и слично.